Сакам да биде добар филм ово, окей? Кога се работи за љубов, брате, се би сторил. Да си ми жив и здрав. Сега следи ме ти мене. Ќе ти дадам ја знак. Во ред, брате, ти не грижи се за тоа. Ти благодарам. Зарифе? Дојди, седни малку. Потоа заедно ќе се вратиме. Зарем не се заменати? Заменав. Ова не сум јас, нели гледаш? Ова те прави посебна. Зошто? Да беше како другите девојки кои што јас ги познавам, ќе се смееше вештачки на мојата клише шега. Ама ти си поинаква. Ти си природна. Поразлична си. Ти си природен. Јас едно велам, тој друго. Си одам, ајде, чао. Дојди. Ќе седнеме 2-3 минутки, заедно ќе се вратиме. Добро, ајде, јас и онака излегов само на прошетка. Треба пак да се вратам кај да мерим. Не знаев дека работиш. Не работам постојано. Во некои посебни денови готвам за да мерим. Работиш за пари, така? За пари секако. Нема ништо поубаво на овој свет од тоа да трошиш пари кои честно со труд си ги заработил. Така е, знам како е тоа, да. Да видиме да мерим дали ќе сака да ја готвиш откако ќе ги проба јадењата на Бариш. И јас се плашев, но им се допаднаа јадењата. Воопшто не му се чудам на Бариш. Може да стори се за да фасцинира една жена. Добро, но студирал кулинарство 2 години во Италија. Бариш ли? Да, студирал, да, секако. Зарифе, види, Бариш е многу опасен со жените, знаеш. Затоа те замолувам, не му верувај се што ќе каже. За него не се важни чувствата на девојката. Тој најмногу се сака самиот себе. Тој е нешто како Дон Жуан. Го знам Дон Жуан. Читав за неговите приказни, но најмногу кај него ми се допадна тоа што си ја наоѓа вистинската љубов. Чекај, ти знаеш за него? Секако дека знам. Тој се труди да ја го украде срцето на една жена само за да и го земе богатството. А мила е таа. Мила и наивна жена. Жената секако се фасцинира од него. Прв пат во незиниот живот некој ја обрнал внимание, се преправал дека ја сака. Се преправал? Само за да го земе богатството. Но Дон Жуан навистина се заљубува во жената. Но жената, кога ја дознава вистината, го напушта. Што има лошо во тоа? Барем ја засакал девојката. Што има лошо во тоа? Како што има лошо во тоа? Тој си поиграл со честноста и достоинството на таа жена. Жената на крај се самоубила. Се убила за Дон Жуан сиот свој живот да живее со грижа на совест. Невидено смотан. Господ да го казни. Може, нека го казни. Прифатија да се гласа да останеме во селото. Тоа е одлична идеја. Чија идеја беше тоа? Идејата беше на Осман Сојлу. You are man, Осман. Што? Маж си, маж. Господ нека те благослови, Бариш. Ама има еден проблем. Татко ми води многу добри изборни кампањи. Тој е политичар. Затоа дојдов да кажам дека малку тешка ќе ви биде работава. Тешка. Зор ќе ви биде. Не го познава чина си гладиаторот. Брз сум во работата и силен и див како лавовите. Чишко, шина си, ептен си смешан. Бато! Бато, шина си. Момент. Мора да смислиме оригинална идеја. Добро, како ќе ги добиеме селаните, Осман? Например, што сакаат тие? Да, лесно е тоа. Бариш ќе приредиш игранка. Жените на една страна, мажите на друга, потоа мажите играат зајбеко, потоа младите мажи ќе меркаат девојки и така сите расположени ќе бидат сите до еден расположени. Сите. Добро, како ќе ги известиме селаните за тоа? И тоа е лесно, Бариш. Ќе им пуштиш групна порака ќе им пуштиш. Групна. Супер, јас ќе направам пита, ќе ги послужиме. А јас ќе средам работата со музика. Ќе разговарам со Еркан. Супер, ете добриот човек на збор доаѓа. Веднаш ќе зборувам. Ајде, оди. Дечки, Саваш каде е? Негде кај што не треба да виде. Прв пат кога те видов, си реков дека си обична селанка. Таква сум. Што има лошо во тоа? Не, ти и одвнатре, а и однадвор. Иста си го кажуваш тоа што го мислиш. Не се плашиш ако некој не те сака. Не се плашам.
Оној кој ја кажува вистината го бркаат од 9 села. Навикната сум. Ти навистина си поинаква, Зарифе. И ти исто, и ти си. Ти си посебен, да. Чесен си, силен си. На почетокот малку ти се лутев, ама сега, не знам. Дента кога бевме на бродчето, помнам дека ми рече да го оживеам животот и да ги гледам убавините околу себе. Таков е животот. Ти става многу товар на рамениците. Помнам и уште нешто. Ме праша дали го гледам морето. Со години сум го гледала, но сум била слепа. Морето било сино. Ти благодарам. Не знам што да кажам. И јас ти благодарам. Мажот на мојот живот и јас те сакам. Навистина. Од каде па сега ти се појави? Ти си бил многу срамежлив и ја прифаќам твојата понуда за брак. Ало, што зборуваш ти бе, каква понуда? Ти навистина си бил откачен. Како ти текна да ми понудиш брак со писменце едно? Какво писмо, ма ајде не измислуваш, што зборуваш ти? Зими го ви, започни со постапката веднаш. Абе, земи си го, каква постапка, што зборуваш? И постапка за брак де, ајде сакам набрзо да бидеме заедно. Ти си мојот борец, Црн пантер. Господе! Брат, што направи ти, бе, ало? Господе, за мене ли се? Лела! Да, сите се за тебе. Ви посакувам се најубаво. Баш си одговарате. Господ да ве усреки. Се најдобро. Зарифе, чекај, погрешно ме свати, тоа не е вистина. Ти благодарам, Зарифе. Те чекаме на нашата свадба, така? Ке ти дојдам на свадба, да, ке дојдам. Зарифе, чекај, погрешно свати. Ај, чекај, моја единствена љубов. Што се случува тука, бе? Што се случува овде? Сега ќе се само убијаме. Зарифе дојде, скри се таму, ајде. Фала му на Бога, конечно пристигна. Навистина немаше да дојдам, но многу инсистираше да мерим. Добро си сторила. Веднаш да ти дадам пари јас. И имам едно убаво изненадување за тебе. Не сакам изненадување. Денес не сакам уште едно изненадување. Ако. Зарифе? Си замина без да ме сослушаш. Не се плеткај околу мене, ајде. Се додека не ме сослушаш, не мрдам од овде, така да знаеш. Нека те слуша Сехер. Девојче, соземи се малку не трескај глупости. Никогаш не би бил со Сехера. Саваш, зошто тогаш и пишуваш писме и ја лажеш девојката? Види, јас никогаш не сум излажал. Не сум пишал такво писмо, немам појма такво писмо. Некој сака да си поигрува со мене, затоа сторил такво нешто. Да, секако. Сите со тебе имаат работа. Оу, ти си актер, дива, ти си како плейбој по кој трчаат папараци, секако, да. Сигурно така е. Зар не ми веруваш, а? Не ти верувам, секако, дека не ти верувам. Што е сега? Пред малку велеше дека сум чесен, посебен. Сега ми велиш дека сум лажга, така ли? Што се промени? Зар веруваш дека би бил со Сехер, дека сум ми напишал писмо, дека сакам да се женам со неа? Размисли малку. Зборувам отворено и честно со тебе. Ама ти секогаш правиш нешто, само сакаш да ми се спротиставиш. О, најде осамена девојка и напаѓа ја. Не си джентлмен. Ти што зборуваш, а? Ти што зборуваш? Тоа нема никаква врска со темата. Ајде слободно шети и прави си селфи, ајде. О мај гад, мислев дека е херој, но тој не е, сепак не е. Зарем се познавате? Пред малку ми го спаси животот. Кој е овој херој? Батали го него Зенеп, кога дојде, од каде се појави ти? Сестро моја убава, многу си ми недостигала. Ептен си ми недостигала. Лудачо моја, лудачке. Лудачке. Не те разбирам што зборуваш, инаку и ти ми недостигаш. Навистина си ми недостигала многу. Зошто да ми недостигаш? Не ми недостигаш. Можеше да не се јавиш досега? Да не ме прашаш жива ли сум, како сум, што правам? Можеше ли? Во право си. Навистина си многу во право. Но ти не знаеш што се мене ми се случи. Ми се случија еден куп работи. Ке ти кажувам, имаме време цел најд.
Токму тоа зборувам. Не разбирам што зборуваш, Зейнеп. Велам каде беше досега. Летна како птица и исчезна. Кога дојде? Ќе останеш ли? Ќе си одиш ли? Што ќе правиш? Ништо не знам. Не, my love. Се вратив од Германија. Имам потреба од органски живот. Ми треба детокс. Ми не достигаше теткичката и место. Не разбирам што зборуваш, Зейно. Не разбирам. Јас не сум Зейно, Зейнеп. Не прави ме селанка. Ало, тато? Аха. Не. Сега ќе дојдам. Да, доаѓам, добро. Да не се случи нешто? Не, треба да се погрижам за дедо ми. Аха, окей. Момент, само едно селфи да направиме. Што е тоа? Што е тоа? Насми се. Сестро, што правиш со устата? А? Леле Зарифе, ова е селфи. Напиши го твојот број, а јас ќе те барам, окей? Во ред, добро. Аха. Супер. Ќе пишам дека сум со другарка од детството и ќе споделам. Што ќе споделиш? Не ме споделувај со никого, добро, Зейнеп? Немој. Добро, ајде, ќе те барам подоцна. Ќе те барам подоцна. Добро, ајде. Да, бато Хикмет. Земи ги децата и дојди, нешто како свадба ќе биде, да. Така некако. Добро? Хајде се гледаме вечер. Јас сум ти многу благодарна за ова. Нема зашто. Рече дека не би можел да ја оставиш мајка ти да заминеш. Јас подоразмислив малку на таа тема и сватив дека си во право. Зашто тоа? Например, јас имам големо семејство и, например, ако сакам да заминам, никој нема да забележи. Но кај тебе е поинаку. Јас нема шанси да ја оставам мајка ми. Не би можел да ја го направам тоа. Мајка ми не би можела без мене. Но таа не мора да живее сама. Како тоа? Например, ако мајка ти се премажи, ако створи среќно семејство, можеби тогаш нема да ја жалиш. Ќе можеш и да заминеш. Да ги следиш ништата. Може би да. Знаеш што? Можам со векови да те гледам во очи. И јас тебе. Тоа се вика љубов, така? Не го кажувај тој збор. Зошто? Се плашам. Од што се плашиш? Од љубовта? Не. Се плашам да не загуши тој збор. Каде и да одам на овој свет, јас би сакал да си до мене. Се што ќе правам во животот ќе ми биде поубаво со тебе. Што е? Овој пат никој нема да може да не спречи. Дедо? Што правиш? Па не ли гледаш? Боја ти сувам. Да, гледам, но од каде? Од каде сега тоа? Фадиме ќе биде невеста во оваа куќа. Сакам да ја суредам малку. Но си се изморил, дедо, а? Да, се изморив малку, но вредеше. На Фадиме ќе се допадне ова. Се разбира, ќе го бендиса, да. Седни малку, јас ќе продолжам. Ајде, седни си ти да одмориш. Ајде, седни. Добро, ќе се одморам малку. Дојди. Седни, ајде, дојди. Дојди. Навистина сум се изморил. Аман бе, дедо. Дедо, мил мој. Нема никогаш да се откажеш, така? Од што, черко? Од што може? Од оваа љубов. Нема да се откажеш. Така, дедо, нема. Кога веќе еднаш ке се заљубиш, нема назад, черко. Аман, не ги разбирам тие работи. Кога ке се влюбиш, ке ме разбереш. Не сакам, дедо, не сакам, не мора, не. Да, тоа значи дека не дошло времето. Кога ке почне да ти трепери срцето, ке те прашам тогаш како ти е. Не разбирам, како се случува тоа? Што вели човек? Вели дека е заљубен или како знаеш?
Ке разбереш. Ке разбереш, Керко, ке разбереш. Љубовта ке ти игра игри. Таа е многу умна, не знае што се може да стори. Врти сучи, таа ке најде пат до твоето срце и ке се закотви таму за секогаш. Значи ке најде. Да, ке најде. Сино, Дојде. Што се случува тука? благодарение на вас и поигруваат со нас. Не успеавте да го сторите тоа. Тато, јас ќе го средам тоа. Само ми треба малку време. Тато прави нешто за да добиеме време, гледаш? Што зборува овој? Се измори, детево, се измори. Јас се гордам што имам два сина силни како карпа, но изгледа јас сум потпора на таа карпа. Добро, некој ќе ми каже што се случува овде? Добро, јас ќе ти кажам. Татко ти нашол чаре, да останеме тука. Благодарение на караванджиите ќе го прегазам и Салих. Давно не сум бил оку расположен. Така е, Рустем. Важно е ти да си расположен, друго ништо не е важно. Тато! Брзо! Оваа нечестничкава за малку ќе побегнеше кај некој маж и одва ја фатив. Што? Зошто мене не ми кажа? Сакаш да останеш и без тоа малку памет што ти останал? Кај кого избегала таа? Кај еден од синовите на караванджиите, бе? Гушнати беа, едва успеав да ја земам, да ја оттргнам. Тато, се колнам дека лаже. Се колнам, тоа е фотошок. Сите се фотошок. Што е тоа фотошок? Не ме нервирај. Рустем, нели покажуваат на тебе програмите фотошок, велат? Мочима, сега и тебе ќе те прегазам. Омер, Повели, тато. земи ја и одведи ја кај Илнур. Заклучи ги и двете во иста соба. Омер, Повели, тато. донеси ја Илнур тука. Ќе ги казнам и двете и нема да знаат на која страна да се свртат. Веднаш, тато. Нема ни М од маж да им текне да кажат. Еј, тато, кога ќе престанеш да ни ја попречуваш среќата? Сакаш да умреме немажени, тука да останеме? Од каде ти текнува се ова? Од сериите, тато. Тамошните девојки им се спротивставуваат на татковците и тоа е модерно. А дали јадат ѓотек со ваков стап? Не удирај ги по глава, Рустем, ке оглупат. Немој те молам. Биднало што биднало. Зарем има нешто попаметно од ова? Повели, тато. И ова е тука. Сега ќе ви ја кажам казната. Се надевам дека ќе се опаметите. Сега ќе ви кажам. Штала. Тато, не. Тато, немој, Тато, не те личи молам, тоа. немој, те Зажали се на молам. нашата младост, тато. Ова е голема драма, Омер, леле. донеси ги работите. Веднаш. Ај, Сестро. Повели, Мам, не тебе ми ще се ти работи. Хајде. Непотребен, Одвратен непотребен. Омер, одведи ги сестрите во шупа. Хајде, оди ме не гледај. Хајде, не посрамотивте, хајде. Хајде. Ај. Им не може ова повеќе вака. Молчи ме. Повели, седни си малку, ке ајде. седнам. Ме боле половината. Од каде излезе ова боја? Одам да пуштам водичка. Добро, прави што сакаш, но што е со куќава, што е ова? Ставив камче пред колата. Ставив камче пред колата. Камчето. Да, Суман, Кажи, мајкино. што правиш тука? А и не прашувај што ни се случи. Целата куќа ни е полна со бубачки, а господин Салих не угости. Емине! Мене ли ме викаше? Да, што е со завесиве? Да, Суман ги измила, па реков да ги закачам да си сушат. Сестро, нели јас ги исправ пред некој ден? Зарем испрани беа? Зарем не користите посебен детергент за чипка? Секако дека користиме, но сега ти се изнамачи. Не се измачив. Посакав мајчина рака да ги фати. Добро, но не се мачи, не се изморувај, ајде, немој.
Ао, не ми е мака, нема да ми се залепат на рака и јас сум ви како мајка. Не си ни мајка. Во ред? Види, ние почитуваме гости, ама нема потреба да се мачиш, ништо не прави. Добро, тогаш ќе одам во кујна. Ќе му сготвам нешто убаво на господин Салик за вечера. Ставив камче пред колата. Ставив камче... Јас едно зборувам, таа друго зборува. Ах бе, татко! Ах бе, татко! Sendeki kaşlar bende de olaydı ya. Сите се среќни. Проблемот е решен. Нели ти кажав, чичкошина си? Бато. Да, батош. Браво, Осман. Ако победиме на избори, ќе добиеш се што сакаш од мене. Јас имам само една желба, не грижи се. Да започнеме со гласање пред да стигне атмосферата. Ајде, гласаме, ајде. Ајде! Еј, како ти оди работава со Зарифе, а? Добро оди, Осман. Наскоро ќе биде уште подобро, да знаеш. Зарифе како маче ќе дојде. Ама внимавај како пантер да не те изгребе. Имам нови тактики, брате. Какви тактики? Ојдовни, појдовни. Какви се тоа ојдовни, појдовни? Оној кој бега е бркан. Брате, види, јас не се разберам од тие ојдовни, појдовни тактики. Вие ми ветивте, јас се спротиставив на татко ми и ви помагам, вас. Сакам да бидам со Емине да бидам. А ако не бидам заедно со Емине, вие си знаете. Осман, погледни ме вамо. Што е? Добар си, Осман. Зарно неке, Осман? Ти да не голтнам маш, јас да не знам. Не, брате, јас сум само заљубен. Не знам што јадам, не знам што пијам, сакам само да ме подсетам. Оди поиграј на Европа, врати се. Örmesi benden, helal gözü küçük ölüm, ayrılamam ben senden. Saçları senden, örmesi benden, helal gözü küçük ölüm, ayrılamam ben senden. Проклет нека е. Како може да биде ваков татко? Зарем вака се казнуваат керките? Проклет нека е. Зарем не знаете што е изметка? Изметка е кампања за чистење на измет. Самата си направила кратенка. Ние сме пепелашки во нашите приказни, сестро моја. Тато и Омер се лоши луѓе, дадо. Не, зарем немаме право да бидеме сакани? Само што не откри некој, само што не засака. Тато и Омер ја оплескаат целава работа, види што правиме сега. Ако, сестро, не вели така, крајот на пепелашка е многу среќен крај, знаеш, си го гледала? Да, додека постоја тато и Омер, тешко дека ќе завршиме среќно во Истанбул. Види кај сме. Во право си, дадо. Ниту јас не сакам да живеам повеќе. Велам, да ме закопаш во ѓубрева, па потоа јас тебе ќе те закопам, а? Малоумна, сестро моја. Ако те закопам јас, ти како ќе ме закопаш мене? Во право си. Ај, Господе, забрането ни е да умреме. Мили Боже мој, погледни не, со жалене, види не, во беда живееме. Така, само напред. Allah Koydum da sakız annem, emrimi koydum da sakız annem, oturdum basa. Ти Бога биди мила, да те засакаат, шефика. Ајде стани. Не можам, се изморив, ќе се одморам малку. Ти Бога биди мила да те засакаат, шефика. Ајде стани. Дедо Халил, шефика го направи себе ова, на здравје. Превкусно е, алал да е. На здравје. Погледни ме, Фадиме, ја видели? Остави ја сега, Фадиме. Забавувај се, ајде, станете, ајде. Фадиме тука ли е? Не, дедо, сигурно браќето не е дозволиле да дојде. Кога ли ќе види Билден таа жена, бре? Бариш,
Како е, баш убаво се забавуваме, така? Велам, што и да биде, ќе биде. Велам, ќе биде работа, ќе биде. Емине, ја виде Зарифе? Не, Зарифе нема да дојде. Не е нешто расположено. Така значи. Ја виде ли Фадиме? Фадиме? А, тетка Фадиме? Дедо, и неа ја викнавме, ќе дојде. Ќе дојде. Емине, Кирко! Апе, Осман. Koydum tasa kız annem. Evliliği koydum tasa kız annem. Doldurdum basa basa kız annem. Doldurdum basa basa kız annem. Benim yarim çok güzel kız annem. Што е? Што сакаш? Сакав да поразговараме малку. Јасно ми е. Да. Ти благодарам. Јадењата беа многу убави, ми беше од корист. Ти благодарам. Мило ми е ако им се допаднало, но не дојдов за тоа сега. Не успеавме да зборуваме вчера вечер. Не се видовме за она. Нема што да се зборува за тоа. Што? Зарифе, чекај. Чекај. Цвеќето ништо не ти е виновно. Со мене имаш проблем. Јас немам со никого проблем. Зошто не разбираш? Остави ме намира. Немам проблем со никој. Остави ме намира. Добро. Послушај ме на 2 минути, само сакам да ти кажам нешто. Не сакам да те слушам ни 2 минути. Добро, во ред, јасно ми е, немаш повеќе доверба, јасно ми е, ништо не правам со сила. Се очекува од вас. Навистина претеруваш, знаеш, не сум јас таков човек. Зошто така зборуваш со мене? Сега што, и за мода ќе зборуваме? Добро. Признавам. Навистина сакав да те бакнам, но прашај ме зошто сакав. Јас сум човек, разбираш? Се фасцинирав едноставно, што да правам? Многу си ми убава едноставно, јас сум виновен. Не можам да ти извадам од срцево и готово, тоа е. Поубава девојка не ни имам видена. А и мој тип си, прекрасна си. Навистина побудалев по тебе, мислам. Добро, не ми кажувај. Ајде, не ми кажувај и не зборувај така. Молчи и оди си, ајде. Таквите зборови, кажувај ги на други девојки од градот, јасно? Ајде. Навистина мислиш дека те лажам јас тебе? Да. Значи во твоите очи јас сум многу лош човек. Да. Ти личам на некој кој сака да бакне некоја девојка било која, само да ја бакне и готова, ти личам на таков? Тоа не знам. Не сум таков човек, Зарифе. Прв пат вака ми чука срцево, верувај. Девојките од градот немаат никакви шанси со тебе. Ама пак, Цвеќево не беше виновно. Пепелашка, Црвенкапа, Рапанзел, Снежана, сите тие, сите принцези имаат неправедна содржина, сите приказни се такви. Принцези убави, видете ги овие убави принцези. Дадо Сехер? Сестра, Што беше тоа? како ги изнаброја сите поред, си помислев дека се појави духот на Лапентен. Леле, Јас многу повеќе се плашам. плашам, сестра, леле, мајко. Затвори ги очите, сестра. Затвори ги очите. Јас Мајко. се плашам се. Јас сум. О, јагниња мој, јагниња. Мајка ви донесе облека. Вечер ќе има забава кај караванџиите. Сакате да одите? Не би сакала да седите тука затворени. Ајде, одете пред да ве фати татко ви, ајде. Добро, мајко му е Ти си најдила. нашата самовила. Видете ваму, еден совет од мајка ви. Не мешајте се во толпата и вратете се дома пред да биде полноќ. Добро, мама. Добро, Да. Ајде.
Ајде, добро. Ајде сега да видиме. Кој има срце нека заигра Зејбеко, оној кој навистина знае да игра. Тргни се. Дали ти го гледаш тоа што јас го гледам, сестра? Би сакала да бев слепа и да не го видев тоа. Бариш, Саваш. Зарифе. И тоа бидна. До гледање, до гледање. Чујте и почујте, луѓе! Не јадете ја мрсната пита! Дојдете и гласајте против караванџиите, ајде! Браво, Мустафа, Али, браво. Шетај низ цело мало, шетај, добро? Ајде. Не им верувајте, се е лага, кога ќе си заминат животот, наш ќе биде во селово. Многу поубав ќе биде. Охо! Колку убав телевизор, многу голем, Селим. Селим, не си жалел за парите? Селим, за парите не си жалел? Абе, ненормален. Од каде би имал Селим толку пари? Рустем го купи. Зошто? Нека ти проработи малку тиквата. Опасен е. Што? Ништо, Еј, тато, ништо. народе! Нека ни е со среќа новиот телевизор во кафеаната. Најнов модел. Од сега па натаму сите фудбалски надпревари во HD ќе ги гледаме. Како мислиш пред тебе да се играчите? Браво, Рустем Ага! Благодариме! Ќе почне да врне, што е ова? Халал да ти е, Рустем Ага. Браво! Браво, Рустем Ага! Ало да ти е, Рустем Ага! Браво! Благодарам, сполајви. Фулхане! Ај, боже! Селим, бидете внимателни да не се скрши. Агата даде еден куп пари за телевизорот.
Баш убаво си сторил. Да, баш убаво испадна, но малку солено Па испадна. нека видат кој е главен во село. Помислија дека ќе победат со игра и смеа. Да видиме што ќе прават сега. Бидете внимателни, не сакам изненадување, така да си знаете. Не кажи сега, јас постојано ќе следам ситуацијата. Имам уште многу други идеи во мојата глава. Види. Дојди. Ако продолжат вака, овие ќе победат. Караванџиите ќе си заминат. Ај мине, ќе ме напушти. Помош! Доаѓајте, помош! Што се случува? Тото? Саваш, Бариш, дојдете тука сум. Каде си? На дрвото горе. Ај, господе, што правиш таму, бе? Тото, зошто си се качил на дрво толку рано? Тато, ова ти е утринска гимнастика? Да, утринско спортување. Ги тегна Види рацете. ти, затоа си ко попе во рацете. Да, шегувај се, така продолжи. Но тато, смешно е. Не, многу Врти смешно. сучи пак децата ги обвинуваш и на си. Низ збор да не се кажало за мрзливите деца. Тото, нели сме направиле се што си посакал? Добро, но зар не смееме да спиеме, значи децата сторија се што можат. Остави го тоа, зарам не се измори горе? Се изморив, но треба некој да ме симне. Добро, ајде, помогнете му, деца. Не ми се верува, што е ова со вас? Добро, тато, полека, момент. Полека се симнувам. Полека, Саваш, држи го. Полека. Добро. Ме заболеа рацете. Оф, си остарел, шина си. Што бараш на дрва? А? Не сум остарел. Животот го ризикувам за вас. Бидете спремни, вечер ќе гледаме филм. Филм? Тука ќе гледаме? Тука. Ќе му се допадне тоа на народот. Тато, убава идеја, знаеш? Аха, ќе делиме Да, севки, ќе а? се потрошиме малку. Видете, направив и постери и покани. Еве што подготвив. Сега ќе видите Сабаш, Бариш, разделете ги овие. Пак е нас пукна тиквата. Ове, тато, како ќе ги делиме на топло? Не овкајте, сев ги. Јас не можам да ги делам. Јако, никој не ти каже да делиш флаери. Велам ти да им гаташ на кафе. Благодарение на вас, мојата работа се претвори во фабричко производство. Душо, убава моја женичке. Ајде и ти смисли нешто спектакуларно. Ајде, смисли, добро? Ќе сготвам нешто. Ајде сите на работа. Нека види Муктарот, нека види кои се очарови. 1, 2, 3, Ставив камче пред колата. Ставив камче пред колата. На. Што ти се врти низ глава, тато? Кирко, не ме гледај, види колку убаво си работи господја Асуман. Помогни на жената, ајде. Жената сама ја завршува цела работа. Јас ја прашав, но таа не сакаше. Жената сама сака да ја заврши работата. Сали, кога мислиш да зборуваме за мојата работа? Тато, не почнувај. Внимавај. Таа го промени сиот распоред по дома. Се превзема, не ми дозволува дури ни да готвам. Кирко, зариф е срамота. Се подув, тато, веќе. Кирко, ќе те слушне. Зарифе, кажи му нешто на татко ти. Има превкусни јадења за вечер. Господја Асуман, ајде, не срамете. Девојките ќе сготват нешто. Ај, не може така. Доволно се заморуваат тие. За мене не е проблем. Добро, но твоите мрсни јадења се штетни за дедо ми и за татко ми и за нивното здравје. Се зборували така, зарифе? Жи еден господ се колнам, ставам само тронка масло. Ете толку. Да, Суман, остави го ти тоа. Таа не знае што да каже во моментов. Имајте пријатни разговори, Емине. Добро, јас имам работа. Ќе одам. Ќе ги вратам работите на своје место. Таа мене ми е лута, не гледај ти. Има бубачки во главата. Не е баш добро. Дадо, застани ти, почекај малку само. Чекај малку. Господја Асуман, продолжете со работа. Ајде. Господе Боже, што си замислува женава? Да не мисли дека е домакинка во оваа куќа. Треба да знае дека е гостинка. А девојка, молчи, јаде потевко, ке те слушне. Нека слушне, гајле ми е. Човек, тебе не може да ти погоди. Цел ден жената сака да стори некое добро, а тебе тоа не ти одговара. Не сакам да ми прави добрина, не сакам. Ех, не ми се верува. Секој си прави што сака. Не ми се верува. Кој стигне си прави што сака. Како
мислиш секој? Сите. Значи ти си се налутила на некој друг, така ли е? А нам не се истураш. Не сум никому лута. Ти да не им се налути на момчињата, а? Каква врска има тоа, Емине? Баш убаво с ношти си танцувавте. Од каде измислуваш вакви работи? Ајде не трескај глупостите, молам. Јас сум сигурна дека си сторила ти нешто во тој стил. Емине, види. Нашла па зашла. Почна да се плеткаат околу тебе, сега не знаеш што да правиш со себе. Нека не се врткаат, Емине, не сакам. Да, сигурна сум дека не сакаш. Слушај, девојче, лошо ќе те снајде. Да, дечке, кажи ми ти кој ти се допаѓа повеќе? Проклетиот ми се допаѓа, јасно? Проклетиот повеќе ми се допаѓа. Сега ќе го земам сукалото и ќе видиш кој повеќе. Тоа ли сакаш да го направам, сакаш? А? Не ме сваќи погрешно. Саваше, например, како Катерина ни. Бареше некако повеќе романтичен, зборува романтично. Да, исто така, како Тари Какан. Ај ти баш убаво танцуваш, да, исто како Туркјан Шорај. Ај заарно, нека. Сега ќе ти покажам убаво, Емине. Сега ќе видиш. Емине, Зарифе! Ама да не ја натажиме мајка ни. Видија ти не. Морам да одам. Ќе ти кажам јас тебе убаво. Веднаш врати се. Абе, што правиш ти? Ти што правиш, бе? Почна да шпионираш ли, а? Не се меше во се, само и доволно е. Има нешто, има. Пак нешто матиш ти. Само немој да се мешаш, добро? Абе, брат, ти постојано ми се А закануваш. ти што ми направи утрово, кажи ми? Јас, а ти дали си свесен дека едва се спасив од сехер, бе? А сестри е бетер од неа. Сакаш и двајцата тука да умреме? Ожени ја ќерката на Агата и за секогаш ќе се спасиш, еј. Е, па штом сакаш ти ожени се, може ли? Не можам. Моментално дивото цвеќе ме привлекува. Да, ама ти не си привлечен. Нели виде како ме гледаше вчера вечер кога танцував? Аха, Саваш, ти навистина не гледаш изгледа. Цела ноќ мене ме гледаше девојката. Не се глупирај, бе, не се глупирај. Да, бе, Саваш. Навикнат си да губиш, знаеш, не е толку тешко за тебе. Јас никогаш не губам, брате. Имам една идеја. Знам како ќе да знаем и да ја решиме ситуацијата. Нема потреба, мислам. Зошто е очигледно. Не се пауни за џабе, бе. Или се плашиш од резултатот, а? Не се плашам, Саваш. Очигледно е кого ќе избере, но ајде, нема да те натажувам. Кажи ми каква идеја имаш, ајде. Види сега. И двајцата истовремено да ја пишеме. Ќе викнеме на различни места. Значи кај кој ќе отиде? Баш така. Во ред, ми одговара, но нема враќање назад, јасно? Добро, брат. Без разлика кого ќе избере. Тој ќе ја земе формулата. И тој ќе си ја земе колата. Договорено. Договорено. Ајде. Кино, банка и продавници. Имаше билети? Салих, ова Асуман била многу вешта жена, а? Ти замисли ова и чекај си го редот, откако ќе се оженам со Фадиме. Е тогаш... Срамота ќе те чуе. Не е срамота, што има лошо во тоа? Добро, дедо. Земи си ја, баш добро ќе ти служи. Велам кровот. Каков кров, бе? Кој зборува за кровот? Ај, изумев. Каков кров? Горешив тоа. Јас не велам за кровот, јас велам за жената. Бе го средив тоа. Се запна дупката па дупката, ајде. Тоа го средив, одам јас во кафена, не знам зашто седам овде. Ајде. Ајде, догледам. Господине Салих, повелете. сакав да ве прашам нешто, ама Повелете. кај мене беше редот да повикам гости. Ама, знаете каква ми е куќата. Велам, ако не е срамота да ги повикам жените тука малку на кафе. Не ми се верува, еј. Мене така ми кажа, прашав нешто и ми одговори. Ви велам, правете слободно што сакате, господја Сумен. Ова е исто како ваша куќа, нека биде, еве, треба да уживате и бидете спокојни. Добро. Сега не ми е добро. Ќе одам кај Зейнеп. Која Зейнеп? Внуката на господја Меријам, Зейнеп, се вратила дома. Ми приредија изненадување. Аман, големо изненадување. Господја Меријам праша... Која господја Меријам? Колку долго ќе седи? Кога ќе си оди? Зошто се вратил тој глушец, а? Сигурно си израдувала, господја Меријам. Како е таа, добро ли е? Но која е таа господја Меријам? Добро. Еден по еден прашувајте. Мора да одам. Немам време да се играм со вас. Господе Боже. Господине Салих, Повелете. дали би сакале салата за вечер или пак таратур со лука? Што би сакале вие, господине? Таратур. Тој Бог да чува и да брани.
Ова навистина мисли дека е домакинка во куќава. Се со вакви си имам јас работа. Што е ова? Зарифе, мора да поразговараме. Многу е важно. Би бил среќен ако дојдеш веднаш. Те чекам во Чардак кафе. Саваш. Што е ова? Една па друга? Зарифе, не можам да ја заборавам минатата ноќ, мора да зборуваме. Те молам не ме натажувај, дојди веднаш, јас сум во кафе ѓуверте. Бариш. Татко, како да претерав малку, а? Да вистина не знам. Молче бе, можем се разбираш па ми ласкаш. Зарем не гледаш дека повикале музика и музичари, а? Јас искрено се нервирам вака. Види ги што прават овие, непријатели ни се. Треба да ги предупредам селаните. Овие двајца ги бендисале тетките на Рустема. Иди, Мухтар, не меше го сега, тоа ќе слушне некој. Тато, дозволи ми да одам да ги истепам и да се вратам. Седи на место да не си мрднал. Што правиш, Омер? Жит ти Бога, зашто без потреба се налути вака? Тато, не нервирај го без потреба, жит ти Бога, немој. Нема што зборуваш? Моите ќерки можат со многу подобри. Во нашето село има еден куп згодни мажи. Имаме еден куп такви. Не должим, Мухтар. Ајде, фати се за работа. Ајде. Тие му веруваат на Салих папучарот. Но за твојот грб стои моćниот Рустем Ага. Токму тоа сакав да го кажам. Ага, ми требаат малку пари да им купам нешто на селаните. Вечерва ќе држам говор и работата ќе биде завршена. Ќе видиме, Мухтаре, со Господ напред. Господ нека ме благослови. Еј, Барсуко. Кај си тргнал, бе ти? Каде одам? Јас, татко, тато. Велам да видам што прават караванџиите, велам дека треба да бидеме предпазливи. Ако е потребно, ме разбираш, да пазиме малку, да пазиме. Море, мозокот почне многу да ти работи во последно време. Ајде, трчај, оди види што прават тие таму и да дојдеш да ми кажеш. Секако дека ќе ти кажам, татко. Ти си мојот голем, татко. Голем. Оди. Ете, тоа е мојот син, плухнат на мене. Исто како мене зборува. Како да се слушам самиот. Во срцето на Зарифе почнаа да веат големи бури. Бури кои се трудат да стигнат до брегот. Од тие бури, најсладките бури. Што да прави? Никогаш досега не се почувствувала вака. Наеднаш целата се збуни. Прашањето е за кој повеќе и чука срцето, за црниот дечко или плавиот дечко. Никако не може да свати. Таква е љубовта. Доаѓа без да ти тропне на врата, без никаква најава, без да очекуваш. Баш кога најмалку очекуваш, тешко на оној кој постојано вели дека нема да се заљуби. Ете, баш ова ќе го снајде. Тешко него. Што вели човек? Вели дека се заљубил? Како знаеш? Ке разбереш, ќерко, ке разбереш. Без да сватиш, љубовта ќе ти игра многу игри. Таа е многу умна. Не знае што се може да стори. Љубовта ќе стори се што може и ќе најде решение да ти влезе во срцето. Така да знаеш, ќерко моја. Дали ќе го најде патот? Секако дека ќе го најдам, но не сега. Првин мора да те збунам малку. Ќе морам да те збунам малку, па потоа ќе сватиш за кој повеќе ти чука срцето. Самата ќе се одлучиш. За малку ќе дознаев колку е висока. Си замина девојката, ти видиш што зборуваш. Изгледа погрешивме. Се согласувам да ја исплашивме. Ей, опа! Јо. Јо. И
Ние знаеме да танцуваме. Чифте чочек да и салса и играме хип-хоп. разни Знаеме танци, различни знаеме да танци. пееме. А-а, различни Види, танци. Не, Айде сега. Што правите вие, бе? Аха. До сега во животов ова прв пат го гледам, на вистина. Опа, аха. Леле. Баш убаво испадна. Да се случи, има голем проблем, голем. Кажи, брате. Татко ми делил златници на селаните делил. Хе, боже, овие се болни. Златници дела, сериозно. Шу! То стане! Зошто нас не ни донеса златници и ние сме од ова село? Тенеќе, ги потопувале во златна вода. И ги лажат селаните за да си одите. Емине, да не ми мириса чорапиве? Не ти мирисат. Тазе сум бањат. Ваква веселба до сега не сум видел. Некој купува телевизори во кафеана, а некој приредува концерти. Не годи тоа што ќе има избори. Народот се израдува. Абе, секој месец нека има гласање. Народот ќе живне малку. Срам да ви е. Машки, сите се исти. Сите се исти. Како што дојдоа со својот караван, така и ќе си заминат со истиот караван, така Мухтаре. Чекај малку, чекај. Ти да не си љубоморна? Зошто да бидам љубоморна? Зошто да бидам љубоморна? А? Ајде одете и не ме нервирај толку доцна. Ајде, одете си од тука, ајде. Претера веќе, навистина претера бе. Не претерувам. Мухтарот беше во право. Немате работа во ова село, јасно? Ајде, качите се во караванот и одете си. Ајде, одете си. Ајде. Драги селани, драги граѓани, за некој миг започнуваме со гласањето за тоа дали да си одат или дали да останат караванџиите. На демократски начин ќе се изјасниме. Ајде со среќа, нека е. Резултатот е следниот. 155 да и 155 не. Има уште 3 критични гласови во кутијата. Да видиме што ќе излезе сега.